По продолжение го поканувам председателот на еврејската заедница, господинот Пепо Леви, да ви се обрати со неговиот пригоден говор. Поверете. Почитувам председател на влада на Република Северна Македонија, господин Ковачевски. Почитуван амбасадор на државата Израел, Ваша екселенција Симона Франкел. Почитувани представници од Кнесетот на државата Израел, господин Хамад Амар и господја Цига Мелаку. Почитуван раби Ендрю Бейкер. Почитувани представници на Светскиот еврејски конгрес, господин Марам Стерн и господин Ернест Херцог. Почитуван представник на Европски еврејски конгрес, госпоđа Марија Багдасарова. Почитувани министри и амбасадори. Почитувани членови на дипломатскиот кор. Почитувани представници на парламентот, локалната самоуправа, војска, полиција, невладини организации и верски представници. Почитувани членови на еврејската заедница. Драга наша Шела Алтарац. Почитувани дами и господа. 12. март 2023 година, точно 80 години и еден ден од невидениот масакр над евреите во Македонија. Зошто и еден ден? Затоа што вчера беше сабота, а евреите не работат во сабота. Го слават Шабат. Нивна вера, култура и традициите малку се поразлични од верата, културата и традициите на останатите народи. Зар затоа Хитлер требаше да уништи 6 милиона евреи? Зар затоа нацистичка Германија и фашистичка Бугарија, предводени од Хитлер и цар Борис III, требаше да убијат 7144 евреи? Логорот Треблинка во окупирана Полска остана нем сведок на трагедијата на македонските евреи, каде на најбрутален начин се убиени 98% од еврејската популација во Македонија. Во ова грозоморно уништување на еден народ, може би единствената светла точка се неколкумина спасени евреи. Една од нив е и нашата Шела Алтарац, која е денеска присутна тука, овде со нас, со својата фамилија, со нејзиниот Дудик, снајата Ефрат и нејзината внука Ром. Евреите од целиот свет скапо го платија денешниот мир и развојот на демократијата во светот. Исто како што македонските евреи заедно со останатите слободоумни народи од Македонија скапо ја платија извојуваната слобода и право на сопствена држава. Не, никогаш нема да го заборавиме геноцидот над евреите, ромите и сите оние кои бар малку беа поинакви од ариевската раса. Република Македонија со полн пиетет кон жртвите на Холокаустот овозможи денационализација на еврејските имоти без правен наследник. Таа денационализација представуваше преседан во рамките на светскиот правен поредок и овозможи изградба на меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија. Тоа не е обичен музеј кој ќе сведочи за страдањата на еврејскиот народ од овие простори. Тоа е центар за едукација и место за соживот и активности на сите генерации од овие простори. Место каде се негува културата и традицијата на еврејскиот народ. Место каде се организираат многу научни собири на различити теми, а се со цел за подобро разбирање на луѓето со различни вери, култури и националности. Денес во поедини делови на светот, па и во срцето на прогресивната Европа, да видиш евреин
повторно почнува да биде опасно. За жал, идеите за уништување на евреите се уште постојат. Светот плати огромна цена на колебливоста на спротивставувањето на Хитлер. Затоа денес е поважно него било кога да се покаже светска солидарност во сеќавањето на жртвите на Холокаустот и решителност во справувањето со сите зачетоци на антисемитизмот. Не смееме да заборавиме Треблинка, Собибор, Мајдан, Дахау, Аушвиц, Биркенау, Бухенвалд, Баница, Билеча, Џаково, Јасеновац, Лепоглава, Сајмиште. Денес, кога нацизмот и антисемитизмот во најразни облици се буди не само во Европа, туку и на Балканот, па и во Македонија, мораме да кажеме стоп. Стоп. Доста е со омаловажување и навреди од соседи, обиди на доминација и супериорност, доста е со бесмислени војни. Доста е со убивање на недолжни и невини, доста е со убивање на жени и деца. Агресијата на Русија мора да престане. Никој не оправдува таа војна. Не постои оправдана причина поради која треба да се нападне друга држава и да се убиваат и уништуваат луѓе. Не постојат оправдани цели поради кои илјадници невини животи се во пекол на војната и раселувања кои добиваат епски размери. Жртвите на Аушвиц, Биркенау, Треблинка и многуте други логори на смртта не смеат да бидат залудни. Тие невини еврејски животи нека бидат залог на подобар живот на луѓето во целиот свет. Сите луѓе во светот имат право да живеат во мир. Слава им на македонските евреи.